За прв пат во Мега Фолк, почитувани фолк пријатели, гостини се членовите на познатата група Боеми од Битола. Со мене тука е Тони. Тони, здраво и благодарност тебе што за прв пат сте дел од Мега Фолк. Здраво, благодарност и Васеле, вака нова средба и поздрав до сите гледачи на телевизија Мега. Тони, мислам дека нема ни битолчанец, ни македонец, секако и надвор од Македонија што нема слушнато за групата Боеми, за познатите боеми кои што ја љубат и ја пеат македонската староградска песна. Кажи ми, еве да се подсетиме колку точно години обстојувате на македонската фолк сцена. Благодарам за убавите зборови. Групата е формирана во минатиот век. 89-та, значи ова ни е нас 27 година, топ, мислам, фул како работиме, веќе влегваме во 28-та година со работа, скоро во истиот состав. Така и што е многу значајно, нели, како група со повеќе членови да обстојате 27 години со, можам да речем, 99% истите членови. Кажи ми, еве, што има ново кај Боеми во моментов? Па, ново во моментот, стално има нешто ново. Мислам, во однос на живи свирки, во однос на она што се спрема како материјали, има ловиме некои убави песмичина што ќе излезат така ко за наша душа да ги подготвиме. Со работата, значи, во живо сме нон-стоп присутни низ цела Македонија, излегуваме надвор од Републиката, Хрватска, Словенија, значи сме присутни секаде и здравје Боже, работата тера како што треба да биде. Така, остануваат уште 3-4 месеци до крајот на оваа календарска година. Како ја оценувате еве од ваша гледна точка околу вашите ангажмани кои што ги имавте еве и во текот на летото и пролетта и овие неколку месеци кои што остануваат до нова година? Дали е подобро од минатата или можеше и подобро? Па, видите вака, во основа, значи, ете 28 години групата функционира без некои посебно големи успони, меѓутоа без никакви падови. Значи сме отприлика едно ниво држиме, не сакаме да бидеме префорсирани ниво однос на свирки, ниво однос на медиумски настапи, ниво однос на фестивали, бидејќи некој пат можеш да му се досадиш на луѓето, така да гледаме да држиме континуитет со живи свирки, со она што сметаме ни дека треба да биде фестивалски настап или телевизиски, сме присутни меѓутоа во одредена доза. Така, знам дека често настапувавте и на некои од фестивалите во Македонија, дали тоа може би Валандово, Серенада на Широк Сокак, нели, и други некои фестивали. Како е сега вашиот став околу фестивалите? Дали да очекуваме да ве видиме на некои од фестивалите во периодот што следува? Вака, ние во основа не одбиваме, меѓутоа беше на времето, значи беше Валандово, беше Цветници и потоа излезе Серенада фест. И тоа беше доволно за оваа држава, навистина, со одреден квалитет и на песни, и на интерпретатори, да се излезе навистина квалитетно осотпеј, да се слушни квалитетна песна. Последно време се направи една хиперпродукција на фестивали, каде што почна кој што ќе стигне и да организира и кој што ќе стигне да пее и веќе осеќавме дека не е местото таму. Меѓутоа во секој случај фестивалот е добра работа и ако испадне убава песна, ние би оделе. Значи во секој случај према песната се базираме дали ќе учествуваме или не учествуваме. Еве да проговориме и околу вашите настапи надвор од Македонија. Каде се досега сте биле кај нашите иселеници? Во основа целове комшилук, значи Бугарија, Грција, Албанија, Србија, Хрватска, Словенија, значи оние бивши југословенски простори, ја веќе они се тука соседни земји, сите ги имаме мислам често пати. Посебно за Хрватска и Словенија веќе како дома, веќе како се домаќивме. Во овие прекуокеанските имало многу пати покани, меѓутоа никој пат не сме се договориле дали за ситница, дали не знам и ја зашо, меѓутоа таму не сме настапувале до се Америка, Австралија. А никој пат не се знае, може да утре ќе дојде некоја добра понуда и ќе се оди и таму. Тони, сигурен сум дека од вашите музички инструменти, од вашите грла, нашите обожаватели, ваши уште многу ќе има што да очекуваат и што да слушнат. Ви благодарам што одвоивте време да бидете дел од Мега Фолк и се надевам кога ќе има нешто ново, повторно ќе се видиме и ќе промовираме во нашата емисија. Благодарам и се надевам дека исто со телевизија Мега ќе си имаме убава соработка и секоја новина нормално ќе презентираме се вас.